Топ тема, добро вечер. Како е во држава во која политиката е карта за просперитет, поради што се повеќе млади заменуваат со билет во еден правец, да се биде млад политичар. Што е поривот да се застане зад еден партиски јарбол, без оглед дали е тоа на централно или особено на локално ниво. Локалните избори се далеку, но предизборната кампања веќе одамна почната. И од тука поводот и за уште неколку дополнителни дилеми вечерва. Колку локалните политики нудат одговор за потребите на младите? Се слушали нивниот глас? Колку младинските се реален фокус, а колку само флоскула во програмите на партиите? Мои вечерашни гости во вечерашната топ тема се представници на партиски подмладоци. Добро вечер за Дарија Мустафаоглу од Левица. Благодарам. Локален клуб, извинете, сите ќе ве викам така, на млади. Ѓорче Петров, Благодарам на без оглед. укажаната прилика, поздрав до гледачите. Без оглед на тоа како ви се викаат младинските организации по статут. Јане Велковски, СДСМ, локален клуб СДСМ Битола. Добре дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Мартин Ивановски, ВМРО ДПМН, локален клуб Битола. Добре дојдовте и вие. Добро вечер, ви благодариме на поканата. И Синан Весели, локален клуб Дуичаер. Добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Инаку еве да нема дилеми како се сите одбрани, сите четворица се дел од Академијата за јавни политики, која што е дел од проектот за изборни реформи финансиран од швајцарската влада, а го спроведува Меѓународната фондација за изборни системи ИФЕС и Форумот за разумни политики. Како единствена дама, Дарија, би почнал со вас. Еве, да не се налутат донаторите, бидејќи сте дел од проект, условно кажано, за тренирање и учење политика и политики. Да не се налутат донаторите каде најискрено би учеле политика и политички вештини, тука дома како што е ова, или може би некаде надвор, каде што многу ваши врсници практикуваат да одберат? Комплексно прашање, меѓутоа сметам дека политичките услови овдака дома и во странство не се исти. Овдака на Академијата оно што навистина ме загрижува е тоа што се учи онака како што треба. Меѓутоа младите некако како да се шаблонизираат и да мора да ги следат своите сениори, да потоа значи на Академијата, во текот на Академијата може ние да се превираме и слично, меѓутоа на паузите имавме приметено овдека, мислам дека сите ќе се согласат, дека на паузите кои што ги имавме се согласуваме дека Македонија е на една завидна положба и дека навистина е тешко да се стигне до некој просперитет и напредок, бидејќи уште го немаме постигнато ни на нулта ниво, да кажеме. Интересна констатација, ме загрижува што се учи како што треба, бидејќи тоа сугерира дека реалноста не е баш како што треба, како што рековте и сам. Апсолутно не е како што треба. Добро, супер теза и за натамошна дебата. Јане, истото прашање за вас. Како како учесник на школата за јавни политики, јас одбрав да работам на проекти за безбедност во сообраќајот во општина Битола. Како млад социјалдемократ направив истражување и гледам да опфатам тема која што ќе опфати поголема маса на луѓе, односно сакав да работам на нешто што е напредно, односно сакам веќе конечно во ова наша држава да одиме чекор понапред. Најпаметно нешто што веќе ние имаме во областа на зашто го избрав овој проект е паметен тастер за притискање на пешачки. Истражував доста и видов дека во многу европски земји има доста паметни решенија кои што можат да придонесат за подобра безбедност во сообраќајот. Тука сега по игра на случајот имаме двајца битолчани, па во текот на дебатата се надевам ќе ги вкрстат и своите аргументи. Мартин, кој е вашиот одговор веќе еве на првото прашање? Зошто изборот да се учат политички вештини тука дома, а не едината да се бара некаде надвор?
Сметам дека во последните неколку години имаме тешка апатија кај нас во државата, во Македонија, и сметам дека треба малце да вратиме надежта кај нас во Македонија. Сепак не е толку црно колку што сакаме да го представуваме нештото и има добри кадри моментално. Сметам дека може да се постигне успех додека се сака и мислам дека треба да дадеме шанса и да се потрудиме да си ја подобриме тука земјата. Синан? Многу интересни одговори дада колегите пред мене тука. Зошто тука, а не надвор политиката е што каде да одиш надвор од државата, ќе бидеш странец за нив. Било тоа Запад, Скандинавија или подалеку од тоа. И јас во академијата, како учесник, прва политичка академија за мене беше тоа, беше конкретно тоа што го кажуваше и мојот соговорник пред малку, од родното место кај што потикнувам. Бидејќи постои една поговорка, вика родната грудка не се заборава. И беше една иницијатива која што беше долгодишен проблем и затоа го именував со името модерни времиња стари проблеми. Конкретно уште самите почетоци што имаме проблеми, тоа е патната инфраструктура. Значи уште 21 век ние уште збориме како да ја подобруваме патната инфраструктура. И од времето ми беше како иницијатива и како млад ми се пружи таа шанса преку Академијата за јавни политики да дам повеќе аларм на локална и централна власт дека некои рурални средини се оставени така. И беше иницијативата истражувана до најситен детал. Иако што не ни беше наша одговорност да лобираме кои се проблемите зашто настанувала таа работа, но и од мојата волја и благодарение на самите селани обидовме во најкраток можен рок да извадиме кои се причините и како можеме да подобруваме. Да, навлеговте во тоа што всушност е и цел на таа школа, секој да се обиде да направи проект, но не само да го направи, туку и да се обиде тоа да биде дел од изборната програма и подоцна да се реализира. Ќе имате можност да ги представите, но имам едно прашање претходно. Колку е лесно, еве така да го формулирам прашањето, да се биде млад политичар и еве на ваков начин да се проба да се пробиваш низ партиските структури со конкретни проекти. Првично треба да знаеш колку си спремен ти да предонесуваш во политиката и што конкретно политиката значи за тебе. Дали сакаш да применуваш некоја голема промена во твојата средина за нешто така наречено своја фотелја или за пошироко глобално и за колегите и за населението кај што живееш. Мојата политика и мотив зашто сум влегол во политиката е тоа да применувам нешто и да ја подобрувам состојбата од таа. Тоа е во самата ваша најава што беше да не биде карта на еден правец за Запад, туку да биде карта за поврат во Македонија и да нема карта за да оди понатаму. Еве, Мартин па Дарија. Истото прашање? Истото прашање, колку е лесно или тешко да се биде локален прво политичар и да се почне тој пат и кои се мотивите за тоа. Дали како што вели Синан, некоја повисока цел или она што почесто го среќаваме, битка за своја фотелја? Не би рекол дека е конкретно битка за своја фотелја. Ќе се согласам и со мојот соговорник дека да, е некој процес кој што треба да трае подолго време на некој начин и треба да се градиме ние како идни политичари. Сметам дека политиката, младинската политика конкретно пред 20 години според мене со денес има многу голема разлика. Значи ние сме горе-долу генерација растена со технологија. Често можеме да видиме примерен
примери од други светски земји каде што како ја имплементираат политиката и сите тие работи, каде што нашите претходни генерации во глобала не можеле тоа да го искусат, освен доколку прочитале некакви одредени весници, а сега ние со нашите мобилни телефони, со нашите уреди во глобала можеме да увидиме политики како се реализираат во Кина, во Америка, во Англија и така натаму и сметам дека сме ние на некој начин многу подобри од аспект кај што можеме да земеме нешто од други земји да го имплементираме во нашата земја и каде што ќе биде поефикасно. Дека е лесно, не е лесно, пред се сметам дека ние како идни политичари треба повеќе да вложиме во нас со цел да се развиеме, да се запознаеме со нашиот систем, да направиме некој одреден чекор понапред, така да е тежок пат, но сепак доколку се има желба сметам дека се може да се оствари. Дарија, вие сте советник во Ѓорче, по дефиниција тоа не е фотелја или не би требало да се смета за фотелја, иако праксата на некои советници покажува дека и тоа колку Праксата за жал покажува дека фотелја. Оно што јас го искусив е дека граѓаните воопшто не се свесни што значи улогата советник во општината. Тие мислат дека постојано седиме во кабинет на градоначалникот и му даваме некои совети и за тоа земаме одредена плата. Каде е грешката? Зошто повеќето не ве перципираме или не ве перципираат како нивни директни представници? Тој е недостаток на едукација кај гласачите или и реални сознанија за својата моќ, особено на локално ниво, или е тоа некаква летаргија и навика од политиката, дека сите кои што влегуваат во политиката, дури и оние на локално ниво, кои се избрани директно да ги решаваат проблемите на граѓаните, преку ноќ стануваат недопирливи? Мислам дека грешката треба да ја најдеме во тоа што советниците до сега, па и сега, актуелниот состав, конкретните на Ѓорче Петров, се непрепознатливи. Едноставно нема политики кои што се наменати за јавното добро, за граѓаните, за едницата едноставно, и на нив им е реално покомотно така да го представат градоначалникот дека тој одлучува за се, во нивни раце немаат никаква моќ, што апсолутно не е така. Советите се всушност мини законодавец, на локално ниво законодавец, и од нас зависи, буквално можеме како совет да направиме што сакаме и ние сме тие кои што му даваат насоки на градоначалникот што како да прави. Тоа е извршната власт, ако сакаме така да ја наречеме. Нема да се согласам со мојот соговорник Синан во однос на првата реченица каде што кажа дека во политика треба да влегуваат оние кои што сметаат дека се спремни, бидејќи еве конкретно јас немам никакво политичко искуство да кажам, меѓутоа успеав да граѓаните веќе ме перцепираат како нивен застапник и ме контактираат постојано за решавање на одредени проблеми нели во заедницата. И младите не треба себе да се сметаат како неискусни, бидејќи ниту еден, туку повеќето пратеници ние не ги познаваме, ги имаме 120. Во град Скопје и тие влегуваат неискусни во политиката, меѓутоа. И по неколку мандати тераат, не се појавиле на говорница повеќето. Јас како што сум вклучена во политиката, па не ги знам пратениците, во град Скопје исто така не се ги знаеме советниците, 45 ги имаме на број. Скопје ни е во искрено многу лоша состојба, како што можеме сите да приметиме. Така да кај младите не е потребна некоја политичка спремност, туку е потребно да си ги задржат принципите и да истераат со она волја со која што влегуваат за промена. Јани, каде е мотивот? Фотелја, кариера или придонес кон заедницата? Пред се придонес кон заедниците, но треба нешто да знаеме. Младите не сакаат ветување, сакаат шанса. Не се работи во однос на фотели и стапување на функција, туку се бара држава во која што можеш и не ти треба дозвола да направиш промени. Бидејќи имам впечаток како млад социјалдемократ дека младите не бегаат од државата, туку бегаат од држава која што е без правец, без визија и без одговорност. Кога станува збор за одговорноста, сметам дека тука би го помнал иселувањето. Иселувањето треба да биде избор, а не спас од оваа држава. Така да како млади луѓе сме одговорни во каква држава ќе продолжиме да живееме. Затоа како млад иден политичар работам на тоа
да има поголема одговорност и да се движиме во подобра насока, во подобро општество за сите. Еве малку да ја разбиеме и тремата, еве сега идат локални избори, токму преку идеите кои што вие ги имате, одговори на дилемата и да ја го отвориме тој сегмент, колку всушност на она базично ниво, на локално ниво, локалните политики нудат одговор за потребите на младите, иако јас лично не сум поборник на таа стрикна поделба на политики за млади или за стари, бидејќи во својата целокупност се е поврзано. Еве овој пат почнал од сина. Тоа е интересно, локалните политики, значи треба да се одлучуваме што ќе правиме по тие локални политики, од кај ќе почнуваме за да ги решаваме проблемите на граѓаните. За да станеш кандидат за градоначалник или кандидат за советник, не ти треба програма или некоја платформа за да искачеш на изборна кампања. Само да седнеш со граѓаните и самиот проблем и целната изборната кампања ќе ти ја средат оние во сите ситни детали. И само што требаш тоа што си го ветел, треба да го имплементираш. Конкретно во општина Чаир, од кај што ја потикнувам таму, младинските политики многу падна на најниско ниво. Иако што законот за млади веќе потикнува 2020, се обидувавме да му даеме шанса на градоначалник со неговите ветувања, но ништо од тоа не е веќе имплементирано. Ајде имавме некои проблеми од тоа што го наречи соговорничката дека не ги знаеме советниците, но му дадовме шанса и влезе млад советник на таму и баш кај што веќе е председател на советот на таа да почне веќе да го имплементира. За да почнеш ти младинските политики да ги имплементираш на локално ниво, треба да имаш некоја место каде можеш да ги слушаш младите. Било тоа некоја канцеларија за млади, службеник за млади, не само именувани некои функционери таму по тие позиции. Службеник за млади има речиси секоја има некоја институција што ги следи тие имплементација. Законска основа, еве да го отвориме и тој дилема, законска основа, законска обврска за формирање и на тие локални совети за соработка. Ама немаме институција што го следи тоа, што прави мониторирање 24/7 за тие имплементации. Конкретно во општина Чаир, службеник за млади до некој пред да се поништува Агенција за млади спорт, беше еден шофер на самиот градоначалник. Знаеме ли тие податоци кои е на таму? Сосема он потикнува од друга средина, а е ставен како службеник за млади. Колку од сите општини 81 што се во Македонија има назначено службеник за млади? Од државните институции кој е тој за службеник за млади? Оставите тоа што е значи што немаме институција што е или дом така да нарекуваме за млади, не имаме министерството Агенција за млади и спорт што беше, ја уништевме тоа, правивме Министерство за спорт, а секторот за млади ја поднесовме во труд и социјала. Младите не биле социјалци и не се и нема да бидат. Значи треба да кажеме стоп, мора да има некој дом кај што младите ќе потикнуваат на тоа. Значи младите ќе ја управуваат со тоа и да донесуваат одлуки конкретно тоа што го кажа уште преска. Карта да биде назад на ваму, а не да одеме ние напред на тоа. Предпоставам тука Мартин може би ќе има реплика околу промената на секторот на млади. Еве, двајца битолчани тука. Функционираат ли локалните совети за соработка, односно многумина и не знаат што значи тоа. Се помина така кампањски, ќе имаме советници за млади во секоја институција, ќе се формираат локални совети за соработка. Ги има ли воопшто? Еве, макар да кажеме дека некој и формално си ја завршил работата. Да, постојат, еве јас ќе кажам, јас сум младински локален член на локалниот младински совет во општина Битола, кој што се формираше сега пред 2 месеци и морам да кажам дека тоа е само според мене како проформа за младински политики, бидејќи што туку пред една недела дознав дека нема избуџетирано пари за тој функционирање на тој младински совет, така да може да замислите која е политиката која што се води на локално ниво. Исто така, доколку збораме за локални младински политики, замислете, јас доаѓам од општина, односно општина Битола и сектор за внатрешни работи Битола, каде што 6 месеци немавме полигон за полагање на возачки испит, а не па за младински политики. Мислам дека младинските локални политики се најчесто актуелни пред... И тоа е младинска политика, да имате квалитетни услови за живот. Затоа реков, јас не сум поборник на тоа
стрикно формалистичко делење заради процентна застапеност во партиските програми и тие шаблони во кои што темите се делат на теми за млади деца. Тоа, да. Значи локалните младински политики се мислам дека стануваат актуелни во предизборието, односно тогаш му текнува на општинските власти за да ги активираат младите. А тоа не треба да биде така. Значи секој млад човек сака да живее во локалната заедница 365 дена, односно таму да ги наоѓа потребните работи за живот во нашиот град. Мартин? Конкретно првично би сакал да споменам за реорганизацијата на министерствата, дека Синан посочи. Значи, мислам дека не е баш така како што се презентира на некој начин. Агенцијата за млади и спорт кога премина да биде во Министерство за спорт, по автоматизам тука ќе се пренасочат повеќе средства за реализација на повеќе проекти за младите. Конкретно спортската сала во Уким сега ќе се реконструира. Има 25 повеќе наменски игралишта кои што ќе се градат на територија на Република Македонија, така да сметам дека благодарение на тоа реорганизација на министерството тука повеќе се вложува во спортот, а исто така дека ја клавата во иста паралела да биде социјалната и младите, сметам дека не држи вода на некој начин со оглед на тоа што вие посочувате дека не треба така да биде, но сепак ние прв пат се соочуваме кај што младите конечно како титула добиваат во некој одредено министерство, така да сметам дека тука е добра политика за нас, за младите, на некој начин да се акцентираат младите. Во делот за локалната самоуправа, конкретно за кај нас во нашата општина во Битола, Јане како што посочи, ние во 2021 кога дојдовме како локална самоуправа, ВМРО ДПМН кога ги победи градоначалничките избори во тие локални избори, формиравме локален младински совет. Претходно немав. Отворивме центар за млади. Така да сметам дека тука е на некој начин наше посочување дека ние како ВМРО ДПМН конкретно дека се трудиме и даваме простор за повеќе проекти да се реализираат за младите и сепак би посочил дека не треба да се ограничиме на некој начин дека политики за млади е само спортот или само младинските центри на некој начин. Значи, доколку се реализира некој одреден проект како што е патна инфраструктура или канализациона мрежа, да се спои градското подрачје со руралното подрачје, сметам дека и тоа е сепак политика за млади, кај што и младите ќе ги насочиме комотно да можат да функционираат и ако не живеат во градска средина. Така да мислам дека треба малце да разграничиме што е тоа политика за млади и мислам дека треба малце да прошириме топката на некој начин. Добро. Дали какво искуството е и од советничка позиција? Инаку само да кажам дека тоа малку колку заради фактите, тоа што е прв пат формиран во 2021 година е затоа што е и како законска врска од 2020. Да, но претходно немаш. Не, па претходно немаше, ама првата обврска е воведена во 2020 Има време да го реализира. 20 година. Има време да го формираат. У нас со кое што јас се соучив во Советот на општина Ѓорче Петров е како најмлад советник, можеби во Македонија сум најмлад, не сум сигурна моментално, е да кога ќе поднесам некоја иницијатива или кога ќе образложам некоја критика, кога ќе кажам дека политиката не е во ред, дека насоката во која што сакаме да го тераме Ѓорче Петров на некој начин не е во ред, единствениот контрааргумент на власта, да кажеме, е дека сум неискусна, дека сум млада, неискусна, не знам како функционираат работите и слично. И мојот одговор секогаш на тоа е, ако е ова вашево искуство во кое што Ѓорче Петров го гледаме како една транзициона општина, некако место каде што жителите, тоест граѓаните би сакале воопшто да го посетат онака специјално и намерно, тогаш не сакам да сум искусна како вас. Кога сме кај локалните младински совети, иако е уврска од 2020 година, тогаш е донесен или законот, во општина Ѓорче Петров се уште не е формирана, така да не можеме да зборуваме како ВМРО ДПМН како колективитет, како партија општа, туку можеме ева конкретно ако кај вас е добро искуството да кажеме за Битола. Бидејќи во Ѓорче Петров два пати официјално имам поднесена иницијатива за формирање на локален младински совет.
еднашка ми достави образложение градоначалникот, втори пат не ми достави и неколку пати неформално Што беше образложението? Дека не се пријавиле на повикот, такви некои аргументи имаше, тоа беше навистина уште во првата година. Сите имате помалку искуство. Тоа како е тоа замислено да функционира, што ви очекувате дека тоа треба да испорача како резултати, од кај вас не е формирано, си нарече несоодветни се представниците, искуствата од Битола зависат од партиската перцепција и така натаму. Што може еден млад човек, без оглед дали е во партија, особено ако дали е или не е во партија, да направи тоа да профункционира некако, да биде слушнат неговиот глас, бидејќи ако вие кои што доаѓате од партиски структури кои што имаат еден востанавен систем на функционирање, па може да побарате некогаш помош и од повозрасните, ако им е тоа во интерес. Оние кои што не се партиски активни, веројатно имаат многу поголем проблем. Види, сега треба да разјасниме, локален младински совет не значи стрикно само за членови на политички помладоци структури. Значи тука влегуваат сите млади активно што сака нешто да придонесува. Имаат некоја идеја, некоја иницијатива, било тоа на локално или на како што сме ние во Скопје, тука во глобална градот Скопје, можат да придонесуваат и да бидат членови на таа. Но конкретно општина Чајли, градот Скопје немаат формирани такви, мислам, локален младински совет. Градот Скопје, дека бев член на формирањето на собранието за млади, после за формирање на локален младински совет, поради внатрешни конфликти на самиот претседател на собранието на млади и моменталната градоначалничка Даниела Арцовска, почна и да не се формира локален младински совет. Значи тука е проблемот зашто имаме. Што правиме? Тоа треба да е структура која што треба да ги обединува сите, треба да обединува независни невладени организации. Ја лично му подадов рака на претседателот, дај да решавам, бидејќи 2 години ни поминал во вода. Значи 2 години веќе ние сме назад. Иако што сега во наредните локални кој градоначалник ќе биде во домот на Скопје, ќе треба да се формира, ние веќе 2 години сме назад за тоа. Но во рамките на тие 2 години, можеби од 10 имплементации, да речеме, на иницијативи, 1 или 2, сигурно ќе поминало тоа. Било да решаваме некој проблем, некоја спортска сала, некоја игралишта за деца, значи тука е проблемот. И зашто тука внатрешните конфликти, што ги имаме преку нив, и тоа ќе го нарекувам пак за лични приватни поени, политички поени, или за лична фотелја, кажуваме, или за ина е така наречено граѓански, зашто да не му даде шанса на некој што би можел да ја промени тоа. И тоа критика зашто сме оставени пред социјалци. Така е називот на самото министерство. Министерство за социјална демографија и млади. Не е во некоја друга министерство, зашто не ја распределува во МОН. Барем тука образование би можело да биде и за млади. Но во труди социјала. Зашто сега не мора баш да се поврзува со социјала, може да се поврзе со зборот демографија, па побитно е демографијата, да, и спортските сали за кого кога немаме ние младина, спортисти од кај потикнуваат од младите. Јас сум дипломиран економист на УКИМ тука. Ја знам салата. Од 2017-18 до 2021 нашите спортски активности ги вршевме во просториите на Финки. И тогаш беше агенција за млади спорт, и тогаш може да беше на тоа. Тогаш барем беше агенција за млади спорт, зашто не му даде повеќе значење на самата агенција до сега? И што кој ќе ги покрива младинските политики во тој ресор? Кога таму министер тука да ве вклучам сите, бидејќи ова упатува иде на една друга димензија од условно да кажем проблемот, колку е лесно прво во вашите средини пробиваат идеите кај сениорите, бидејќи ако сето ова постои, само да се штиклираат некакви си законски обврски, а во реалноста ни вие не чувствувате дека има нешто што ви се враќа, тогаш имаме сериозен проблем. Биде демократска за интеграција континуирано го има давана шансата на младите и имплементација на нивните проекти. Доколку имаме, значи тоа постојано со нивните иницијативи и со своите карактеристики и своите убедувања му се дава шанса да видиме што може да се имплементира. Од
организирање на партијата од 2005 на младински години е ставен кандидат за градоначалник на општина Чај. Тоа континуирано го има направено и за именување на функционери за правда да бидат како Валдет Джафери што беше 2016 за евроинтеграција исто така, но во листата на советници секој млад кој што имал иницијатива за да имплементира за промена нешто за младите или конкретно мене како ми се давал шанса за да прибијам, не дека сум нешто тука, нешто да имплементирам за промена на некоја иницијатива или за стандардот на младите. И секогаш било знаката да не се бориме за сопствена фотелја, туку за пошироко. Тоа ќе биде до крајот. Јане, Мартин? Значи, јас сметам дека време е да се насочиме кон решавање на проблемите врз базирано на проекција, односно податоци. Да, но колку е лесно тие да се пробијат, бидејќи пак ќе кажам, идат избори, знаеме, хартијата трпи се, особено изборните програми, вие сте и од две поголеми партии кои што знаат некогаш тежината да ја дадат на дебелината на страните и бројот на ветени проекти. И сега колку во таа машина кога ќе се впрегне, дајте да ветиме што е можно повеќе и да ја добиеме власта, може Јане, син на Мартин, Дарија да пробие со некој проект, колку и да е тој убав, добар, корисен за граѓаните и за... Не, мислам дека тоа апсолутно треба да види надминато да се ветуваат такви мегаломански проекти кои што ќе звучат добро, но во реалноста нема да се исполнат. Веќе сме видени научени на... Веќе имаме научено од такви лекции, мислам дека тоа е контрапродуктивно. Зошто реков да се носат време решенијата на проекции, бидејќи ја веќе спомна спортски сали. Во Битола во едно село се ветува спортска сала, а градинката која што моментално функционираше и беше изградена е стопирана, односно децата ги преместија во други градинки, зошто заради техничка неисправна вода. Значи, не може да се проектира нешто и да се прави нешто на некој место каде што не е потребно, а да се скратува други. Значи, нас ни требаат конкретни реални проекти за граѓаните кои што живеат там. Како политичка партија, како СДСМ, сум вклучен во изработка на програмата и можам да гарантирам дека предлозите за проекти кои што треба да бидат ветени доаѓаат од страна на граѓаните, односно на местните одбори, местните организации. А така сите велите. Сега ние како независни посматрачи, ако најдеме 3 проекти, 4, 5, 10 што не се остварени, ви ги предочиме, ќе кренете раце или ќе најдете изговор? Не се знае кои се проблемите, значи има топ проблеми кои што се во Битола. Например, еден проблем кучињата скитници, тоа е проблем кој што не може да се игнорира, тој мора да се најде во програмата. Значи, мора да се осмислуваат решенија кои што ќе бидат за граѓаните. Веќе мислам дека граѓаните веќе се доволно едуцирани и гласат, односно ќе гласат за проекти кои што се издржливи, а не се некои мегаломански проекти кои што нема да го видат светлото на денот. Мартин, колку се пробива кај пред сениорите со идеи? Во делот за програмата имаме прост пример кај нас во нашата политичка партија од претходните избори, за парламентарните избори. Во делот на програмата каде што платформа 1198, сите проекти во глобала кои што се опатени за младински политики се директно произлезени од комисиите од републичките комисии на Унијата на млади сили. Така да сите тие иницијативи како младински проекти директно произлегле од наша иницијатива како републички комисии. Во делот на лицата дали имаат простор за да успеат во политичката партија и да бидат номинирани на одредени позиции, сметам дека имаме многу добри примери за да го издемантираме тоа нешто. Тука ете како прост пример би го посочил министерот за дигитална трансформација, министерот за надворешни работи. Имаме исто така градоначалници во многу општини кои што директно произлегуваат од редовите на Унијата на млади сили. Само да кажам дека категоријата каде што младите политичари се рачунаат за млади е до 30. 29 некаде до кај одредени до 33. Имаме многу советници во голем број на општини, каде што се директно млади до 29 години. Не ми беше тоа прашањето. Можете да се најдете вие, не вие лично, нема да ме сватите лично, можем ја да се најдам, ќе се земам јас за пример. Може мене да ме стават на листа.
Ама може да ме стават и без некакви идеја и без некаков проект, бидејќи сум близок, добар до некој од локалното раководство. Тоа е перцепцијата. Прашањето ми беше колку ако човек има идеја, може да ја пласира таа и тоа наидува на одзив кај сениорите. Бидејќи неколку степен е проблемот, ми се чини. Прво да ги убедите сениорите, па потоа кога ќе почне тоа, ако некој дојде и на власт, самата реализација пак е уште покомплицирана. Ние имавме до неодамна отворени денови во секоја сабота, каде што граѓаните комотно можеа да дојдат во нашите простори, во партиските простори, каде што граѓаните можеа комотно да си предложат своји проекти, своји иницијативи и така натаму. Константно нашите структури на раководни позиции кои што се во средба со граѓаните, така да сметам дека не сме на таков начин изолирани за средби со граѓаните и тие работи, така да сметам дека отворена е вратата за секој граѓанин доколку сака да презентира некој одреден проект, некоја одредена иницијатива, да дојде кај нас и лесно да може да оствари средба со некој партиски функционер за да може да се искажи својата идеја. Дарија, колку е тој тежок пат од идеја до амин од сениорите, а за оној дел каква е реализацијата, дури и да помине кај сениорите, ќе зборуваме во вториот дел по рекламите, но да не ви исклучам во овој дел од кај нас мислам дека и раководството и општо како левица сме свесни дека младите се дискриминирана категорија во Македонија, би можела да кажам, и се сведуваме на малцинства со иселувањето кое што е изминативе години како тренд. Така да во левица не постои дискусија кога се работи за барање или идеја на младите. Инстантно се имплементира црвена младина како помладок на партијата, е она кое што дури знае да дава да ги наслучува останатите советници со кои што сме во комуникација во другите општини, да им дава да им преточува иницијативи кои што мора да ги поднесат во сите општини. Таков пример не беше и платената пракса за студенти, која што за жал во општина Ѓорча не помина иницијативата. Понатаму би можела да кажам дека останатите партии за жал не се свесни за тоа дека младите се сведени на малцинство во Македонија. Кога предложив иницијатива за отворање на катче за млади, пренаменување на старата општинска зграда во општина Ѓорче Петров, ги насуска пензионерите малте да се свртат против мене. Наводно јас сум била против пензионерите со тоа што сум сакала да отворам катче за млади каде што би имало културни активности, поетски вечери, читална и слична. Исто така и читална имавме поднесена иницијатива за отворање на, бидејќи стојат празни канцеларии во новата општинска зграда, не се користат и се слободни простори за да се отвори читална за младите, бидејќи се доволно и широки и големи, меѓутоа и тоа не помина. Може да се понудат и како канцеларии за стартапи и така натаму, има многу идеи, но мораме на првата пауза за реклама. Дарија, повторно единствена дама, па си за секој круг повторно пак од вас. Идат избори кога би требале нешто така наискрено да понудите и да се обидете да го туркате, прво реков пред сениорите, а потоа и понатаму, што би било како проект? Како проект? Конкретно за локалната каде што живеам јас. Ако почнам да ве прашувам за централната, ќе отвориме многу теми и ќе бидете, како рековте на почетокот, шаблонизирани политичари, чија политичка култура ве загрижува. Вака, иницијативата на која што јас работам се уште во тек на академијата е поврзана со аерозагадувањето во општина Ѓорче Петров и општина Сарај. Аерозагадувањето е малку поширока тема и овдака конкретно ги опфаќам дивите депонии, односно палењето на дивите депонии. За жал во општина Ѓорче Петров имаме само една мерна станица, во општина Сарај немаме ниту една. И сега преку барање за информација од јавен карактер се обидувам да стигнам до некои податоци, информации во однос на тоа да ја подкрепам мојата иницијатива со точни податоци, за се понатаму и да бидат консултирани граѓаните, нели? Иницијативата, молам? Како оди?
Па, одговорите кои што ги добивам се загрижувачки. Ова е нешто што сте можеле и досега да се обидете да го Да, меѓутоа сега имам шанса да целиот проект, инаку сум пробувала да го протуркам, постојано пробувам бидејќи многу ужасна состојбата и податоците велат дека над 4000 луѓе умираат од аерозагадувањето во Македонија годишно. Секое девето новороденче нели умира исто така како причина на аерозагадувањето, респираторни болести, така натаму да не ги редам. Овдака сега имам шанса со оваа иницијатива да со помош на организациите кои што се вклучени нели во оваа академија да добијам една поголема потпора, да добијам мислење од граѓаните преку анкетите кои што ќе се спроведуваат, конкретно мапираните депонии кои што моментално е во текот на неделиве ги спроведуваме заедно со други активисти низ општина Ѓорче Петров, низ општина Сарај. И ќе имаме црно на бело документи, мислење од граѓаните и конкретен проект како може тоа да се реши, бидејќи моментално во општина Ѓорче Петров недостапен е малтене бројот за пријавување на загадувачи. Значи треба по тие табови на општинската страна да се најде табот за вработени во општината, па вработени во општината Excel табела, па понатаму комунален инспектор да се најде. Што си разговарате онака во кулоари, надвор од седниците на Советот, бидејќи за нас како граѓани не само Ѓорче, особено во Скопје тоа се сите општини, па еве дури таа нелогична кавга се префрли и на централно ниво во собранието да се организираат наши и нивни опозицијски и провласт надзорни расправи. Што се зборувате на пауза, бидејќи кога граѓаните ги гледаат сите овие кавги, особено кај нас не може да ги гледаат бидејќи немаме лайвстрим и затоа поднесов иницијатива за воздухот, несватливо е тоа како да не дишаме сите из чист воздух. На паузи ќе кажат во право си, ама ете не може, ама ете град Скопје надлежна, ама ете министерството, ама извината во Законот за животна средина најмалку, тоест повеќе од 100 пати е спомната локалната власт, односно општините. А општината со години наназад, тоест од кога сум јас советник, кога почна мандатот, имавме програма за животна средина, имавме програма за аерозагадување. Програмата за аерозагадување ја нема повеќе, значи укината. Програмата за животна средина има само две мерки кои што се тераат веќе 4-та година. Тоа е еко училиште или еко квиз за училиштата и подигнување на зелени површини, и двете на крај кога ќе дојдат извештаите овие активности ни тие не се реализирани. За зелените површини ни требаат секој ден емисии, нема да ги дознаеме одговорите и дилемите. Мартин, што би предложил Мартин как во обид да влезе на советничката листа? Се шегува. Како идеја или нешто што еве може да мобилизира не само твои сопартици, туку би било од интерес за битолчани генерал. Конкретно мојата иницијатива опфаќа голем процент на битолчани кај нас во Битола. Мојата иницијатива е на некој начин за може да се зголемат механизмите за наплата за јавните предпријатија, механизмите за наплата за сметки за граѓаните. Конкретно кај нас во Битола имаме два наплатни пунктови, но сепак во тој период кога граѓаните на некој начин ја примаат својата плата од страна на работодавците, од 1 до 5, од 15 до 20 тој период, сепак настануваат гужви во тие наплатни пунктови, бидејќи тоа е шалтерски систем. Сега на некој начин нас ни е делот на иницијативата, веќе имаме остварено средби со јавните предпријатија, со директорите на јавните предпријатија, ми ги посочија дел од проблемите со кои што се соочуваат и на некој начин со нашите идни чекори кои што треба да ги преземиме со оваа иницијатива, која што опфаќа анкета со граѓани, панел дискусија, средби со невладини организации и така натаму, сметам дека ќе произлезат многу подобри решенија за како да го решиме тоа нешто. Дел од проектите кои што веќе на некој
дел од проектот кој што на некој начин веќе го имаме опфатено со разговор со мои блиски, со директорите и така натаму, кој што може да произлезе како на некој начин одредено решение со воведување на платомати. Конкретно тие платомати граѓаните во глобала претежно ги знаат како функционираат, бидејќи во често пати се застапени во мобилните оператори, така да сметам дека со воведување на тоа решение за граѓаните може на некој начин да се растерети шелтерскиот систем, а и воедно да се овозможи подобра ефикасност на заплаќање на сметките, бидејќи тука тие платоматите кои што треба да се воведат на некој начин не мора да значи дека само ќе работат до одредено време, доколку се постават на некоја одредена локација кај што ќе има и попристапно и повеќе време, може и подолго работно време да биде. Вака слушајќи ве, многу сте темелни во подготовките, можат да ви завидат на пристапот кон проблемите и вашите колеги пратеници. Јане, накратко, почнавте на почетокот, прво другите проблеми ги разговаравме, како тоа насред улица на пешачки некој уредче ќе препознава која кола треба да успори. Да, како што кажав, оваа тема одбрав пак токму од оваа причина, бидејќи темата во безбедност во сообраќајот е горлива тема и во Битола, и во Скопје, и насекаде низ нашата држава. Најпаметното нешто, како што кажав и претходно, е имаме тастер за преминување на пешачки, односно кога ќе се притисне тој тастер да може да поминеш на пешачки, да се запали црвеното светло за возачите. Овие решенија не се далеку од нас, тие се во земји на Европската унија, ги има во Грција, на Балкан, во Балтичките земји, во Хрватска. И тоа не се скапи уреди. Тоа се уреди од неколку илјади евра кои што ги има и во Македонија. Односно, тоа се уреди кога за сите понови коли од 2020, од 2019 наваму имаат механизам на автоматско сопирање. Така да не сме далеко од тоа, само треба едноставно да се има повеќе идеја, желба, истражување. И затоа реков, треба сите решенија ние да тргнуваме, да ги бараме врз база на проекции. Значи, доколку ние знаеме на таа раскрсница колку има сообраќај, доколку имаме податоците, навистина сега во ова дигитално време навистина многу лесно и може да спасиме човечки животи со неколку илјадници евра опрема. Тоа е паметна опрема која што препознава опасности во сообраќајот. Синан, болна тема инфраструктура и сега донешно малку го знам, тешко пробива. Види, тоа беа проектот скептични и самите прв пат кога одбрав како тема, како проблем во самата академија, но сум оптимист во тоа и пред да влегам во политика, доколку имаш волја да се тера некоја работа, може да постигне посакуваниот резултат. Интересно е затоа што често го слушаме и знаеме да кажеме, политичарите претеруваат кога ќе почнат да го пишуваат во програма, дури секое локално патче, некогаш и несвесен, а мнозинството несвесни колку тоа за една мала заедница може да биде значај. Мојата иницијатива датира малку постара од оваа генерација. А не сакав да го употребам зборот пропадната, меѓутоа стопирана е веќе кажа. 2021 и сега и самите салани и самиот градоначалник е свесен дека веќе проблемот е потврдено со докази и во реалноста. Лани поради невремени погоди беа урнати 2 мостови таму кои што не беше. Исто и оваа година негде средина на селото беше расипано едното место кај што требаше да се иницира од ЦУК и од самата општина да прогнозира да надминуваат проблемот. И затоа, значи, континуирано сум во консултации со самите двете села и сакам тоа, особено сега ќе биде уште повеќе и да кажам така наречен еден тест и за централна власт, бидејќи не е некој ситен проблем кој што би можел да го решава само локалната самоуправа, ќе биде тест за Министерството за земјоделство, шумарство, водостопанство во врска со мерката 100.000 евра за брачен пар што сака да веќе да живее во рурална средина. Така да ќе видиме сега преку локална власт, локалната самоуправа да ја тестираме централна власт колку се спремни да развијат руралните средини. Бидејќи како млад сегаш сум бил
иницијатор на тоа руралните средини да ги развиваме уште повеќе од аспект на тоа ќе биде и придобивки од економски структури. Значи со неговото со саденото во земјоделието што ќе ги потребуваат тие седлани, ние ќе го намалуваме експортот од другите земји. Бидејќи се калкулациите и статистиките кажуваме дека ние ништо тука не произведуваме. Да, меѓутоа не заборавајте дека модерното земјоделство денеска е нешто многу поразлично од она што се практикува во Македонија и дека веројатно секој кој што би се обидел да се врати назад, без оглед дали е тоа земјоделие, дали е тоа рурален туризам, дали е тоа некоја сосема друга дејност, секој ќе го бара она што го има над. А тоа е пред се и добра инфраструктура, образование, детски градинки и сите оние пропратни сегменти кои што го обезбедуваат оној минимум квалитет на живот. Ние како држава имаме многу убава географска положба од сите аспекти на живење, и за стандардот и за сите. Зошто да не ги развиеме руралните средини во врска во зимскиот период кога можеме, конкретно во моето село во зимскиот период од ноември до негде април, па при крајот на април таму има 1,5 метри снег. Може да се инвестира скијалишта колку сака. И само е 45 километри од градот Скопје. Доколку се површува од агледна вода, треба кога ќе се стигне таму треба паркинг да не бидеме преку трупа со автомобилите како што сме во извиканите. Може да се оди и да се види, сега имаме дигитализација, само значи све може да се провери. Све е тоа што станато доколку има волја. А баш кога 2021 ќе го напоменувам и тука има најави до самиот градоначалник. Беа најдени изворите за финансирање. Само волја на градоначалникот беше он да се подпишува на самиот документ како градоначалник на општината, да не биде како физичко лице преку моето име. Да немаше волја за да инвестира во тоа. Тука би се надобрзала за сакав и да ви дадам можност да со потпрашање каде настануваат проблемите кога ќе дојде реализација. Погledajte, тоа ќе се најде на седница на совет, или во програмата, па еве биле имале мнозинство, влегле во коалиција, секој нешто дава во тие програми, додава свој и каде настанува. Сите имаат единствена цел и приоритетна точка, а тоа е се расфрлаат со субвенции. Претходно не размислувале, например, велосипедските патеки во општина Ѓорче Петров не постојат едноставно, меѓутоа сега му текна на градоначалникот дека ќе доделува субвенции за велосипеди, субвенции за инвертер клима и така натаму, што е окей, меѓутоа свесни сме дека иде изборната година и за таа намена се направени и тие субвенции. Во однос на она што сакав да се надоврзам за сина, претходно ја не спомнат дека не треба да се ветуваат мегаломански проекти. За жал, кај нас во Македонија и проектот кој што го ветува сина ни, проектот ја што го ветувам, ќе се перцепира кај власта, да кажеме, независно дали е СДСМ или ВМРО ДПМН, кој што едноставно не има некоја приоритетна точка, не може да добијат некои брзи гласове од таму, ќе го перцепираат како мегаломански проект. Личен став ми е дека се што доаѓа како идеја од младите треба да биде перцепирано како приоритет, бидејќи е идеја и повик за да останат, да го реализираат тоа политичарите, за тие да останат во оваа држава. Така да не треба да се перцепираат и младите имаат право да бараат мегаломански проекти, да кажеме, а за жал тие се ограничени на, како да кажем, инфраструктурни, кога ми се обраќаат младите, семафор да се направи, да се стави, патче некој да се реконструира, канализација да се стави, таму немале вода, хидрофорни пумпи. Тие немаат, едноставно Македонија не нуди можност да младите размислуваат поиновативно и да бараат она што навистина им следува. Тоа што власта навистина треба да го направи за да ги задржи во Македонија младите. Тука правиме уште една пауза за реклами, а потоа во завршница како еве моите вечерешни млади гости ја гледаат Македонија и што би смениле во неа. Мартин ве прекинав во намерата за реплика. Еве малку да воведеме и од навиките на сениорите. Да,
Како што посочивте, во делот за мегаломански проекти стана како дискусија и на почетокот баш кога почна дебатата, посочив дека без разлика каков и да е проектот, да прошириме малце топката, дека буквално што и да се направи, се може да опфати нека одредена младинска политика, така да за мегаломанските проекти дека треба да бидат на некој начин како предност, треба исто така да бидат предност, но сепак треба да видиме малце и реални што вистина е остварливо во зависност од буџетот. Сепак ние не сме како држава нешто значајно богата држава, така да треба да видиме да ги искористиме нашите ресурси, нашите средства со цел да направиме подобра реализација. Во делот за руралниот развој сосема се сложувам со Синан дека треба да се вложува во руралниот развој, дека треба да се потенцира руралниот развој. Сега последните пред неколку денови се погоди да добиеме мерка од страна на владата каде што до 100.000 евра ќе се даваат за млади кои што сакаат да се вратат во руралните средини. Така да сметам дека тоа се добри и квалитетни политики. Ако нема пат, ако нема градинка, ако нема училиште, ако нема амбуланта. Тоа се разбирливо дека треба се да се направи, тоа е факт и тоа е логично, дека се трудат институциите во зависност од своите можности максимално да искористат можност за да ги реализираат тие проекти. Се трудат сега посебно и со поддршката од страна на владата за проекти за поддршка на проекти во локалните самоуправи, така да баш тие проекти на некој начин се насочени за патна инфраструктура, за канализациона мрежа, на некој начин да се спојат патиштата во општините со цел да бидат поефикасни. Добро. Влегуваме некако во завршница, но неполни 9 минути до крајот и еве малку и простори за големите теми. Како рековте дека сте сакате да бидете тука, дека има можности, а како ја гледате Македонија, колку ви ги нуди тие можности денеска, или ако го стеснам прашањето на оние стандардни прашања и одговори што ги има по анкетите, каде е Македонија денеска? Во стагнација, се движи во правилна или во погрешна насока и што би сменили? Ајде, Јане, овој завршен круг од вас. Македонија, јас мислам дека младите луѓе гледат нефункционални институции, односно криза на секој чекор, значи живееме постојано во криза како држава. Односно, темите кои што најмногу не опфаќаат здравство, образование, правда, секако во кома во нашава држава. Јас како млад човек сакам да живеам во европска држава, значи рамноправно со граѓаните на Европска унија, наму каде што и нам ни е местото, односно да се борим за чист воздух, за чиста животна средина, за достоинствени плати. Тоа е се она што ни треба како млади луѓе и како граѓани на оваа држава, за ние да го гледаме животот и просперитетот тука. Секој сака да живее во предвидлива иднина, со јасна цел, јасна визија. Секој сака да живее во нешто што се предвидува, да биде сигурно иднината во каде што ќе живееме. Мартин. Во делот за плати да растат, имаме конкретни мерки како што се овие мерките денес баш излезе повикот за самовработување, така да државата со такви политики може да допринесе на некој начин со развој на приватниот сектор, да стигне и подобра конкуренција и повисоки плати за во државата, така да тие мерки се добри за на некој начин да ги работиме како држава за постигнеме подобри успеси. Во делот за како ја гледам Македонија денес поредбено со пред една година, искрено ја гледам многу подобро од аспект каде што се инвестира. Ајде да бидеме конкретни, во стагнација се движи во правилна или во погрешна насока? Јас мислам дека се движи во правилна насока, бидејќи во последните неколку месеци има инвестиции од големи размери, како што се и најавените проекти за патна инфраструктура, за брз железнички превоз и така натаму, така да сметам дека е во правилна насока. 20% се капиталните инвестиции, само 10% е реализацијата на сите проекти за општините до Сметам дека треба малце се даде повеќе можност, бидејќи критиките
Критиките откако ВМРО ја формира владата, уште инстантно по неколку дена отпочна критиките, така да сметам дека треба конкретно за поголемите проекти инфраструктурни да се даде малце повеќе можности. Ама не година дена веќе време за оценка. Дарија, во стагнација, во правилна или во погрешна насока? Со некој пат би рекла слепа удолница. Со некоја визија што ја имате вие, не мора да биде пред година, пред 3 години, пред 5 години, со она што е ваша визија и жел. Чудена видена сум што воопшто уште постои државата со вакви политики, политичари. Она што прво би го направила лично, доколку мене ме прашувате, е давање предност на потенцијалот на републиката, а не потенцијалот на партијата. И што мислам по тоа? Мислам во однос на департизација на институциите. За мене беше поразително она што го слушнав пред некој ден во однос на интервјуто на директорот Пандов, дека како најнормално го перцепира тоа што младинската на ВМРО-ДПМН е најнормално да бидат вработени повеќето во кабинетите на министрите, по институции, по општини, дека е најнормално неговиот син да биде советник за млади на Мицкоски и слично. Така да мислам дека треба да им се даде шанса и да им се укаже можност на квалитетните кадри, бидејќи навистина ги имаме, а за жал ги користат земјите, нели другите земји. Синан беше поопуштен во оној неформален дел, па дури даде и конкретен пример на луѓе, но во емисија нема да ги споменеме. Кои биле тие што поминале низ тие младински структури од сите партии, кој бил знаменосец за фотелја, а кој бил за придонес, по-конкретен. Сина истото прашање и за вас. Според она што е ваша визија, како ја гледате Македонија денеска, земја во стагнација, која што иде во правилна и погрешна насока, и што би смели? Буквално стагнација уште самиот почеток на самото формирање на владата. 8 години опозиција, правна членка, богатување, големите проекти криминални, корупција, почнувајќи од тоа што зборавме цело време. Патна инфраструктура, коридор 8, коридор 10Д. Бертел Еленка, патот коридор 8 беше, корупција, криминал, затварање, све, дуи, тоа. Влегува власта, дојдоа најголемиот е проект со американската амбасадорка тука, сечење ленти, сечење повтор пат, тераме. Европскиот пат веќе го гледаме. Република Албанија како соседна земја тука веќе почна преговорите со најинтензивен пат. Ние први почнавме коридор 8 како точка за влез во Европа, веќе Албанија веќе може да речеме веќе е стигната со двете ленти тука, а ние уште не сме почнале заради тоа што тука почна уште еден дополнителен проблем, внатрешни политични етники. Значи тука од самиот почеток од претседателката почитуваната професорка Давкова до самото локални избори нечи имаме наминување на албански и македонски. Ако сакаме како мултиетничка држава што сме тука живееме, бидејќи ја втора друга држава немам, ја тука сум роден и тука постапувам на ова моја држава. И сега Република Албанија чекорува интензивно напред, ние уште сме чекорени тука назад за некој правда, зашто некој повеќе, доколку живееме во иста држава. Дишеме ист воздух, зимаме исти плаќања, имаме исти обврски спрема државата, тоа. Зашто да имаме такви внатре проблеми тука? Нема да дозволам тука реплики, ќе навлеземе во една во една друга во еден друг дел, немаме многу време. Еве, ако сте вешти, обидете се по една минута за сите. Што е за вас вистински лидер во една држава, да не биде тоа или надвор од профилот на лидерот на вашата партија? Лидер е тој што формира останати лидери, а не да биде монопол во една заедница или во една локална средина. Тоа е за мен. Лидер е оној кој што гледа минимум 20-30 години каде би се движела нашата држава. Можеш да споиш и кратка реплика, има по 30 секунди. Кратката реплика сметам дека Дуи треба да излезе од таа реторика и на некој начин да се соочи со тоа дека тие се веќе опозиција и дека
не треба да играат на таа карта на етнички прашања кои ќе бидат само опозиција, така да сметам дека на некој начин треба да се соочиме со реалноста. Доколку ме прашате за конкретен лидер, јас мислам дека лидерот е човек кој што знае да предводи, конкретно во кризни времиња знае да оствари резултати. За мене лидер е човек визионер и оној кој што е постојано во дослух со граѓаните, односно како ќе седне на таа фамозна фотелја нема да биде едноставно отцепен од реалноста и од потребите на граѓаните. Имаме ли лидери или нема да ми одговорите на тоа прашање, да не се скарате со нема да ви дозволам да биде вашиот лидер. Веќе тоа го има назначено од самото стувување до ден денес кога сите моментални и поранешни лидери. Реков, не може за вашиот не може да се изјасните, ама нема да ве прашам за да не ви се налутат сениорите. Ви благодарам што вечерва бевте мои гости, ви посакувам многу успех и успешен пробив во сето она што планирате да го работите. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телпа.